Кражбите на капаци од шахти го ризикуваат здравјето и животот на граѓаните. Само во последните денови забележени се повеќе кражби и обиди за кражби на металните капаци. На улицата Маршал Тито при обид за кражба капакот е скршен на 2 дела, што представува директен ризик за возачите кои поминуваат овде. Како види, тоа е многу лошо за автомобилите. Може да дојде до сообраќајка, може да се скрше гума, бандаж и предница да се расипе. Тоа е многу лошо, тие што го прават, значи не за мене не се ни достани луѓе. Тоа треба нешто безбедност да преземат. Полиција или кој, не знам, не сум надлежен за тоа. Да, има голем ризик. Освен кај возачите, ваквите несовесни потези создаваат револти и кај пешаците, зашто многу пати капаците се крадат и од тротоарите, по кои поминуваат и деца и возрастни луѓе, кои отворените шахти може да ги чинат и живот. Лошо, ама на кој да докажеш? Млад народ, без пара, сака секој да земе. Тоа е само казна и тоа да нема, да речеме пропуст на нешто, само казна на нив. Тоа голема казна за да се опаметат, иначе нема. Вината многумина ја бараат кај откупувачите на отпад, на кои кога некој ќе им донесе капак од шахта, тие го откупуваат како старо железо, иако знаат дека се работи за кражба. До сега имаше неколку обиди да се стави контрола над кражбите, но крадците, освен совест, немаат ни страв од органите на редот. Во меѓувреме, една од шахтите со оштетен капак е сменета, но суштината не е во промената на капаците, туку во промената на свеста и ставањето ред во кражбите на железо и друг метал.